што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Павле Дулевски од село Лошани. Имам 4 малолетни ќерки и се очекувам со сопругата и петто. Јас сум Дулевска Снежана од село Ложани. Среќно сум омажена со Дулевски Павле од село Ложани. Живееме во село Ложани, среќно семејство, 4 ќерки, ево во теке и петто за кратко време. Ќе бидеме 7 членови во семејството. Јас сум Марија Дулевска, 8 одделение. Јас сум Венеса Дулевска, 7 одделение. Јас сум Дулевска Викторија, 5 одделение. Јас сум Алделена Дулевска, 2 одделение. Ние чекаме сестричка! Време е за бебе. Со Снеже се запознавме во еден од кафичите Струшки и тоа сето беше на една случајност и така се запознававме од ден на ден. Јас од Охрид, со мојата другарка, дојдовме во Струга и ето, среќата била тука. Се запознавме. Така еден ден сама со другарката нејзина одлучила да дојдет. Ми рекоа да сакаме да дојдеме. Туго реков, дојдете, јас реков. И како што си дојде, И кажав на мојата баба, не на мајка ми, на бабата. Викам, бабо, ова ми е девојката, ја запознај, се израдва многу, и беше ќеф, и беше мило. И така беше прифатена и после сето тоа, по пократко време, од кога дојде дома, така одлучивме и се зедовме. Така, за 3 до 4 месеци видовме дека сме еден за друг и решивме. Павле дојде дома, се представи кај моите, јас дојдов кај него и така решивме да направиме веридба и одлучивме на ден на Божик да биде тоа. И така поприметлив е празникот и ќе остане забележано и веридбата и празникот, така два моменти добри. Правевме една така вршачка, една помала, али богата беше, убава и весела беше. И еве и до ден денес може да се пофалам слободно и да кажам дека навистина убаво се живееме. Најмногу го ценам што знае да ме почитува со еден збор, така речено, ме сака и ме почитува. На венчавката бев останата во првото девојче. Уште во првите месеци кажа дека ќе биде девојче. И венчавката дома, за 2 до 3 месеци потоа се роди и првото девојче. Време е за бебе. Се роди во септември. Се роди помеѓу два празници, Богоројца, голема и мала, и решивме да ја викаме Марија во чест на празникот. Така да сите празници ни се поврзува и со венчавката, и со девојчето. Првата ќерка не се вика Марија и многу е мирна, паметно се однесува, бистра, многу ни учит. Како малечка
знаеше да подзаплачи и ќе си речевме ова ќе биде голема пејачка. Првото чувство, секоја една мајка не знае дали да се израдува на првото или од радост да плачи, дали да е срекна. Гледаш пред тебе нешто што никогаш не си го почувствувал во животот. Сепак знаеш дека е сепак свое нешто и знаеш дека си собственик на нешто свое. Многу е чувството убаво. Ти го дават во преградка, првиот момент е незаборавен. Го гушкаш, уживаш едноставно во бебенцето. Така да ти дават повод и за второ бебе. Без разлика, ево, например, јас имам 4 девојчиња, ево и 5 ќе имам пак девојче, ама сепак за мајката се дечињата големо богатство. Време е за бебе. На година и пол од Марија видовме дека сум повторно бремена. Мала разлика се, првото и второто. Меѓутоа, на 5 месеци, 6 така дознав дека сум бремена. И ми кажа, ми вика, ти второто ти е девојче, без разлика, не ми беше проблем. Се роди и второто, тоа се роди во пролет, се викат Венеса. Второто, Венеса, е помала Венеса. Исто таја уште одмала покажуваше резултати во, се гледаше најмногу ни трчаше, најмногу уживаше да трчат, да скокат. Еве и ден денес, таа е одлична ученичка по предметот физичка физкултура, по физичко образование, и е одлична и наставникот е многу задоволен, секогаш кога ќе се видам, ми се фалит од мојата ќерка и мене тоа ми е многу мило, јас се гордеам. Таа си беше, значи, така. И ден денес си е по спортот така најмногу определена, учи и другите предмети ги учи. Си пише и домашна. Ако нешто не е јасно, си прашвит сестра на Марија, е прашвит поголемата што треба, како треба да напишам. Венеса е како бебенце беше многу мирно, кротко, меѓутоа како што заодвеше, пожилаво, по темпераментна, на секој нешто се возбудваше и истрчва и карактерот е така поизбавлив. Меѓутоа, како две сестричиња, како сите ми викаа како близначиња, ти се зашто мала разлика беа. Се надевавме на машко, но не ни беше целта дали ќе биде машко или ќе биде женско, па и еве до ден денес не сме со умот дали ќе биде машко или ќе биде женско. Целта ни беше да си имаме, куќата да има дечина и да се здрави и прави, да ни е душата весела. Целта ни беше таја. За третото не беше многу набрзо. Измеѓу ја правевме со сопругот куќата и така да малце бевме покрај децата и поќе обрнувавме внимание да ја направиме куќата, да се вселиме. И пред да се вселиме, веќе бев останата на третото. Кога се вселивме во новата куќа и првата среќа во новата куќа е третото бебе, Викторија. Викторија е една од најтивките, најкротко се однесува, најпитомо и чутлива е, си учит. Таја не бара многу помош некој да ја покажвит, сама си знајт по ќе пати ќе прочитат и ќе се знајт како треба да го одговорит. Не треба многу нејзе да е
се објасни, таа знае и сама да се снајдви. И им помагат и на мајка им, која имат напишано домашна, помагат на мајка им. Значи, и Викторија исто е одлична ученичка, како и другите. Ми е чејф и задоволство што моите ќерки навистина се трудат, учат. Девојчињата, бидејќи малечки двете, си ја прифатија како играчка покрај нив. Така интересно им беше. Нарочито најмногу кога ќе ставиш во дубаче и нив им е интересно дубачето, па сакат да се возат низ куќи. Така. Време е за бебе. Четвртото, Магдалена, таа е секое. Значи, зборот ми е, сакам да кажам дека секое едно друго е посебно, со своји позитивни, со своји убави работи, секое си е, а Магдалена си е одлична ученичка, баш ми е многу мило, и таа уште сега е второ одделение и сакат и е многу успешна, најмногу си го сакат предметот математика, тоа најмногу е лежит на срце и кажвит, велит математика, јас сакам да се сум ја наставник или професор по математика. Желбите уште од сега ги кажвит. Јас се гордеа, мене како родител ми е многу ќејф што ми учат. Марија беше забаваче, Венеса не беше заодена на училиште и Викторија. Марија одеше забаваче на училиште и во мај на наставничките им зеде мужди. Наставнички, јас имам уште едно цете. Така, среќно реагира многу. Сите три. Не без разлика, например, дали ќе било цеце или бате, тие си прифаќа. Ево сега и на 5 сме. И уште во вториот, третиот месец ни кажа дека е девојче, го прифатија, без разлика дали е девојче или братче. Најважно е здраво и живо да е. Исто е многу бистро, паметно, има шерештини. Едно од друго, секој едно со своја убајна си е. Секој имат своја позитивна убајна. Мене ми е тоа ќејф, ми е интересно кога ги посматрам, кога ги гледам кој како работи, кој како пише домашна. И знај, најмалото многу да цени, многу знај. Шерето е, со еден збор речено е многу шерето. Време е за бебе. Ево и 5 ќе имаме сега, и тоа е девојче. Меѓутоа, никогаш не сум размислувала, например, второто ми кажали девојче, па не дај Боже да не го сакам, или третото, или четвртото, или петтото, без разлика. Важно е, секојаш прашував прво дали е здраво и право, дали се е во ред, и штом слушнав дека е све во ред, немат проблем, си ги прифаќав и им препорачувам на сите мајки да си ги сакаат бебињата што се во нив, без разлика дали се машки или женски. За мајката секогаш е детето дете. Бар во мој поглед, за мене се исти сите. Важно е да се здрави и прави. Ево, од првите 4 јас не можам да се пожалам во никој поглед. Ми помагаат, јас им помагам нив. Никаков терет не сум осетила досега. Да, мама многу не изненади кога ни каже дека ќе имаме уште една сестра. Бевме радосни, возбудени, не знаевме како да изреагираме, бидејќи не беше како прв пат да гледаме дека е бремена, иако сме 4. Ни беше мило што ќе имаме уште еден член во семејството. Ќе ја сакаме исто, како што и ние меѓусебно се сакаме, нема да ја делиме.
ќе се грижиме за неа, ќе помагаме. Желба да имаме до 5-то и ете испадна да имаме, да останат мојата сопруга и на 5-то. Јас се чувствував горд, само се молев на Господ да биде здраво и право и да ни е душата весела. А никогаш не помислив дали ќе биде машко или ќе биде женско. Со нетрпение очекувам мама да се породи. Иако имат уште 2 недели, сепак сме во изчекување. Ние ќе што ќе имаме 5, значи ќерки, и сега за името, како ќе си го викаме, одлучуваат моите ќерки, за името ќе оставам на нив како сакаат, така да викаме, како ќе одлучат за името, така. Време е за бебе. Бременостите на 4-те девојчиња беа полесни, многу полесно поминав. На 5-тото осетив малце тежина, тешко. Нарочито на ноќе, во ноќните часови ми е потешко, меѓутоа се издржува. Сепак знаеш дека ќе станеш уште еднаш родител, мораш да си дадеш храброст. Да се почитуваат меѓу себе, да не се карат, како што не се карат, се дружат, се заедно си одат на школа, кај ќе имат негде потреба на роден ден, заедно ќе дојдат. Девојчињата многу со нетрпение веќе очекваат дека ќе се роди 5-тото бебе. Поголемите разбират, например, ти им кажеш терминот ми е да речеме до 8 март. И се вика, леле, како ќе биде баш на 8 март, ако се роди денот на мајките, ти ќе имаш најбав поклон за 8 март. Ама сепак не е сигурно. Бебе е бебе, не се знае кога точно баш ќе се роди. Не се предаваме, да не можеме да ги изгледаме, кај што сме ги гледали ние 4, ќе ги изгледаме и 5. Кај што сме се мачели за 4, ако работам за 4, сум работал, ќе работам и за 5. Кај за 4, за 5. Не гледам тука некој терет, тие помагат на мајка ми, пак ќе помагат и нема да го, и ова бебе нема да го осетет кога порастило. Време е за бебе. Правени се сите редовни контроли, пациентката е добра, во задоволителна состојба. Сега е 38 бременосна недела. На ехото ја направивме потребната фетална биометрија, во која што меревме дали бебчето е соодветно на бременосната седмица и излезе дека со овој преглед тоа е во соодветна бременосна седмица. Се направи ЦТГ кај пациентката поради зрелоста на плацентата, која што, да речем, е прилично зрела. ЦТГ-то е задоволително, што укажува дека кондицијата на плодот и таа постилка, значи се уште може тоа дете да го одржува. Мене ми е мило секогаш кога ќе видам мајка која што раѓа повеќе деца. Ајде да речам дека е и во склоп на националната политика што се води ето за трето дете кампањата и сите тие работи. Сушката болница 1994 година имаше 1500 раѓања, 2010 година имаше околу 700 раѓања, значи за дупло се намали наталитетот. Меѓутоа сега со ова, да речем, политика ево што се води, ми сметам дека ќе се зголеми наталитетот кај жените. Време е за бебе. Бидејќи ноќно време имав болки, децата спиеја и јас сопругот го разбудив и викам сигурно 5-тото детенце веќе доаѓа на пат. Беше навечер,
Мојата сопруга ми вели некако се осеќам, рече, како да има болки, каму ми покажа, рече, на плештите позади, вака рече, осеќам. А реков, што му осеќаш, сигурно нешто ќе имате. Ама сепак породувањето беше вистина лесно. Не може да е безболно, али сепак има случаи кај што вистински е потешко. Јас поминав многу добро. Кој идов таму, одма е примија. Многу сме благодарни. Многу убав тим. Тука во Струга имаме горе во гинекологија, во породилно. И докторот се погоди и рече почека малку за брзо, рече, ќе бидете. Откако мама се породила во 2 часот, татко ми се врати неколку часа потоа и ни кажа дека имаме уште едно сестриче. Со бајлето во 7 часот јас и сестра ми заминавме на школа и прво иземав мужде на другарка ми. Потоа се јавив кај брачеда ми и кај дедо и кај баба. Потоа се јавуваа роднините и ни честитаа. Ја се пофалив први на школа на моите другарчина, потоа и на мојата наставничка. Личи на Магдалена, на четвртата сестричка. Потоа другото вика личи на Викторија. Секој сака на себе да му личи бебенцето. Им кажав на ќерките дека личит, многу личит. Им реков да знаете на мене и на Магдалена личит, на четвртото. И на сите помалку од вас личите. Како што една со друга си личите и то ќе е како вас. Е така. Меѓутоа вистина на Магдалена личи најмногу. И така после неколку дена си дојдовме дома. Среќни сестричките има наместено дома се за нивната петта сестра. Ја пречекаа најубаво. Третиот ден вујко ми, вујна ми и ние сите отидовме да ја земеме мама со бебчето. И сите бевме многу среќни. Потоа дојдовме дома и дојдо сите роднини и пријатели. И бевме многу среќни што Елизавета пристигна дома. Затоа не се карав кој да го земе, си направивме ред. Први да го земе најголемата, потоа да го земе Венеса, јас па Магдалена. За петтото бебенце ми помагаат керките многу. И најмалата, и најголемата, и средните, сите се снаоѓаат. Дури многу тешко јас можам да дојдам до бебенцето да оземам браце, освен кога се на училиште. Многу ја сакаат, многу им е интересна. Сакат и да ја држат враце, и да ја пресоплекуваат, на све имаат мерак. И јас кога бев мала, кога бев како нејзе, бев мирен, како бебе бев мирен. И ја не плачев, не правев галама, мирно бебенце, си спиет, ќе поручат, ќе ручат, ќе вечерат и само си спиет, сакат да е чисто и само се спиет, мирно е. Исто како другите, и другите беа така мирни. 4 беа, не ги осеќавме дека беа 4. Ево и 5 се, ние исто не чувствуваме некој терет, значи со децата, може слободно да кажам и апелирам сите да си имат поголема фамилија, повеќе дечина. Мене не ми е тешко со 5 дечиња. Многу имам помош од другите 4, мирни се, ми помагаат. Петтото и тоа е мирно. Мене не ми представуваат проблем никаков. За сега можам да се снајдам со сите 5. Супер. И си растете едното покрај другото и сега ја помогнете на мајка им, ќе го задржат. Немаме терет. Терет немаме. Големи се момичината помогнат, ќе го задржат и го преслекват, ќе го облечат. Мирно си е, си седит, си ужива. Мирно си е, си сакат и враце да го подржи, си сака. Ама ми е чејф многу, гледам дека е бистро и многу шерето.
Многу е бистро, многу шерето. Одмало се гледат дека посматрат и реагират одма. Тоа ми е многу чеф кога гледам дека е многу бистро. Бистро, многу шерето. Весели, срекни, сепак ново бебенце да имаш во куќата е вистинска радост. На сите им посакувам да си имаат и второ, и трето, и четврто, и петто да се множат. На сите им ја посакувам таа среќа, многу е радосно. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно